каде што стоеше јасно и гласно дека Грција не може да не блокира заради името. И ние што требаше да направиме? Не знам што требаше. Тоа политичарите треба да одлучат. Ама не е така. Не знам што требаш. Добро, еве, ние сме погрешиле, сме го сменили името, значи тоа што влеговме во НАТО не е придобивка, тоа што имаме со Грција подобра, значи соработка, не е особено во оваа констелација, не знам баш. Таму заменик државен секретар. Значи тогаш, еве каже, Европа не излажа, Европа не омаловажува, идентитетот не го поништува, тогаш граѓани на Македонија, значи, еве, ние власта на ВМРО ДПМН, вие ни дадовте огромно мнозинство. Не се работи тука сега, господја Ванчева. Значи не зборам, јас би сакала да поставам прашање само заради дилемата. Ќе одиме на референдум, повторно, на референдум ние сметаме дека треба уште еднаш да се изјасни. Друга ми е поентата, господја Ванчева. А Европа вика, ова се условите. Не сакам да кажам да направиме пак една ретроспектива. Зборувавме за многу траурни моменти што ни се случувале. Уникат преговарачката рамка е таја. Не, треба да ги внесете друга поента да извлечеме. Пред малку зборувавме дека имавме многу траурни настани во минатото, најголемиот дел од нив или речиси сите не се расветлени. Од друга страна единствено сме ние како една држава, овдека еден народ. Јас не памтам на никоја друга држава некаде во светот вакви услови од надвор да се испорачувале. Јас за тоа зборам. Ја не велам дали е крив СДСМ и ВМРО. Не сакам да кажам дека ние од тука сме криви. Веројатно сме многу мали. Собствениот праг. Не тоа дека. Но дали ако сме мали и немокни, можеме толку лесно да се предаваме, условно ако кажеме дека се предаваме, затоа што мораме да исполниме секоја закана и уцена. Ние знаеме и за примери во светот каде што има народи кои што кораво се борат за своите права. За тоа зборувам. Знаете што има народи кои што се борат за своите права и гинат и гладуваат и немаат свој собствен од 40 до 45 и овдека се гинеше за една држава. Значи, да немаме кратка меморија. Не сакам да прозвучи дека СДСМ или ВМРО не битни се ни СДСМ ни ВМРО. Ние зборуваме за тоа што како држава не успеавме 3 децении да си направиме некаква стратегија, да си го зачуваме националното достоинство и да се избориме за нашите права. Јас мислам дека не претерувам со оваа моја констатација. Мислам дека тоа ќе ви го каже секој еден обичен граѓанин. Па еве политичките елити нека размислат кога одат на избори што треба да ветат и дали конечно не треба да постигнат некакво единство. Тоа ми е поентата. Не сакам никого да обвинувам. Се случувале грешки, сме правеле грешки, можеме ли да почнеме да учиме од грешките и да одиме напред? Ама на еден поинаков начин. Може, ама да ги оствариме целите на еден поинаков начин. Па знаете ли каде што ќе бидеме достоинствени, каде што ќе влеземе во Европа како македонци. Историски докажано биде дека сите народи и нации кои што имале само свест и кои што на крајот сватиле, значи дека мора за одредени работи да бидат обединети, одат напред. Значи ние тоа значи дека вие сега не сте за уставни промени. Што? Не, сега да не симплифицираме темата. Темата ми беше дали можеме неколично да конкретизираме. Натаму ќе правиме. Значи ние мора да имаме, ама ние мора да имаме стратегија јасна за која што сите чинители ќе застанат. Таа стратегија 27 нема да мислите дека ама вие господин Менкиновски мора па и некогаш да има. Во владата на Заев 27 години не беа глупи претходно што него менува името. Знаете што? И тој што го спомна Киро Глигоров и правеа дипломатија. Тоа е богатството што на рекол председателот Глигоров, епа не може. Епа не може. Камо среќа во 2008 година да го прифатевме тој предлог, до сега ќе бевме дел од Европска унија. Но за жал ние секогаш го испуштаме. Ама многу глорифицираме таа Европска унија како дека е тоа, некоја не знам што. Ама не дека не велам дека не треба да одиме таму. Може да една статистика само да ви кажам. Дека нас ни треба Европска унија за многу причини. Не, господја Ванчева, јас секогаш ќе го повторувам и колку што можам ќе го повторувам. На еден прес што бев на председател Глигоров плачеше. Зошто плачеше? Затоа што сега не можам точно да се сетам. Не знам кои лордови таму му викале председателе имате море? Не. Председателе имате, не знам што беше, нафта? Не. Епа председателе морате да слушате. За тоа зборуваме. За меѓународното право. Денеска многу зборат овие од светот за меѓународното право кој што очигледно се кршеше тука. А што треба тогаш па затоа реков, во ред, јас ние никогаш не сме имале, па да, како држава не сме имале море. Кога било територија Македонија сме излегувале на море. Како држава ние не сме били, нафта не сме имале. Зборувам за начинот на кој што размислуваат мокните.
Тоа и наметнувањето. Дали сметаме ние дека Ма зашто ние не ги отвараме овие теми? Сега постојано ние како трабанки некој требало или не требало? Па требало или не требало, нека кажат како треба. Значи не е точно нашите политички елити нека кажат, нека се одважат. Јас мислам дека во размислат малку што да правиме. Во секоја политичка гарнитура има луѓе кои што ги отвараат тие теми. И не, јас гледам политиканство. Вие направите тоа, вие сте предавници, вие сте вакви. Значи тоа не е политика, тоа не е државна политика, тоа е срамота. Не говорев за политиканство. Не зборувам јас за нашите политички елити. Мислам сега не конкретно. Политичките елити, значи се отварале тие прашања. Зборувам за сите партии тука. За сите партии и мислам дека во секоја партија постои луѓе што сериозно ги отварале тие прашања, но мора да сватиме, очигледно не успеале да ги сватиме ние дека светот од секогаш функционирал на база на моќ. Па и ние имаме таа моќ. Ние имаме Вардарската долина. Ние Бизмарк има кажано дека која држи Вардарската долина, го држи Балканот. Ние имаме таа моќ. Јас не велам дека имаме таа моќ. Ние сме на територија која што е многу специфична. Значи, знаете што е главниот проблем? Еден од главните проблеми. Многу површно се гледа на работите во Македонија. Значи, политичарите кај нас многу површно гледаат на работите. Дневно политички, што може денес за утре, толку е. Значи немаме стратегија и немаме тактика. Стратегија мора да се има. Така да не Вардарската долина е клучот, она што нас не одржува како нација е Вардарската долина. Не го зборувам јас, го зборува, значи кинеската државна компанија за возови, значи зборува за патот на свилата за главниот проток. Знаете дека Морава е единствената река која не тече кон екваторот, тоа тече обратно. И дека таму е проектот за поврзување Солун со Дунав. Значи, го знаете тоа? Па не Морава се влива во Дунав. Да, ама таа единствена река, значи, што обратно тече... Што има обратен слив. Да. Значи, поентата е дека не зборувам јас, зборуваат големите нации. Значи, зборува Бизмарк. Значи, и ние треба да видиме што имаме тука. Треба кога ќе дојдат тие еудипломати, само да ви докажам. Ако сакате да ги заштитите земјоделците, треба да му кажете дека 43 милиарди евра се даваат како субвенции на француските земјоделци, а на македонците нула. А и протестираат бидејќи нешто им било укинато. Како македонските земјоделци како да обстанат? Значи тоа треба дипломатите претходно да им го кажат. Македонските земјоделци добиваат субвенции, само моделот и како и зашто и што се дава и зашто се дава и на кого се дава и дали е тоа искористено реално, тоа е веќе друго. Па како и партии фондовите ги користиме, тоа е нешто трето и и сега немаше, ако бевме дел од Европска Унија, немаше ни камионџиите да протестираат. Ако бевме, ама не сме. Ке ги имавме истите права, истите субвенции, истата помош што ги имаат земјоделците во Грција, земјоделците во Франција. На Европска Унија. Затоа викам, јас сметам дека ние треба да направиме се што треба да направиме и да влеземе во Европска Унија. Ке влеземе на брза трака, тоа е факт, тоа никој не е спорно, но повеќе дилеми, мислам дека како држава немам, значи природно немаме друга алтернатива. И дали ќе обстане таа Европска Унија во иднина и тоа е прашање, но да видиме. Мислам, формите ни за историјата на сојузите се менувале, но едно според мене е јасно дека ние не можеме да градиме природни, ако сакате географски, како сакате историски. Да, припаѓаме тука. Зашто припаѓаме тука треба да си ја средиме оваа држава. Така е. Тоа е поентата. Може побрзо ќе да примат. Да. Еве, Transparency International денеска излезе со оценка дека за 4 места сме подобри од лани, меѓутоа индексот останувал ист, да, тоа сакам да кажам, но дека нема суштински напредок, па беа посочени некакви сегменти. Господине Менкиновски, не знам дали ги Да, го слушнав тоа, да го видов. Ајде сега. Најверојатно советник на Transparency International е Могерини, така? Или некој друг. Значи веќе вака
значи во делот на корупцијата. Да, но кажа, нема суштински промени. Многу пати. Ако сакаме да ја решиме корупцијата, ние не сме, значи не сакаме. Треба да го донесеме законот за потекло на имот. И тука завршува целокупната приказка. Прво да го донесат кривичниот, пошто тој требаше. Значи тоа е најважниот закон. Значи потеклото на имот, значи опфаќа на целокупната популација во Македонија и треба да се знае кој од каде и како го ја придобил собственоста. 89-та година е тргнат за да може да се направи приватизација. Еве имавме случајот со ја цитирам што кажа денеска на пресуд, дека клучните системски проблеми натаму остануваат недовршените реформи во судството. Случајот со поранешната председателка нели за адитив што е осомничена, ја нарушила јавната доверба во институцијата антикорупцијска и дека ние се наоѓаме сега на некој ниво како што се Бугарија, но полошо е ситуацијата е полоша во Албанија, Босна и Србија, Косово е пред нас секако. Знаете, мислам, и тоа е значи, перцепцијата, параметрите, критериумите, што значи перцепција, но факт е дека ние имаме проблем со корупцијата. Ова јасно кажува дека ние, значи, што год да збориме напреме, дека се уште не сме мрднале ништо во тоа, а цело време говориме нели борба против корупцијата. Јас се согласувам со колегата апсолутно дека потхитно ни е потребен закон за потекло на имот. Но исто така длабоко сум уверена дека дури без тој закон, ако имаме вистинска политичка волја, интегритет и професионализам кај луѓето кои што се задолжени, кои што имаат законска одговорност, обврска и надлежност да си ја работат работата, знаете колку лесно ќе се види дури без тој закон, а дека не е потребен е. Закон, само закон и закон за земење. Немој да ми кажете дека без тој закон ние не можеме, значи да откриеме дали нека. 7 институции се занимаваат со корупција во Македонија. 7. Добро, а што прават тогаш правосудството? Судиите, обвинителите, господи Ванчева, ама треба ли да значи бројот на институции не е гаранција бројот на институции дека ние ќе се бориме против. Ама проблемот е што премногу луѓе се занимаваат и на крај детето е килаво, тоа е проблемот. Знаете што вели еден експерт за Македонија? Како беше ова сега национален совет? Не знам, не можам. Еден експерт за Македонија, знаете што вика? Значи што го се формирано. Мене не ми јасно. Закон за потекло. Кога имате неколку закони што се за борба против корупција, тогаш ќе средите корупција. Да имаме 100 закони, ја не знам колку веќе таму закони. Па член овој, па член тој, па согласно овој закон, со тој закон. Тоа ти е карма каша. Ние никогаш не можеме, значи законите се жива материја. Како се менува општеството, тогаш така се менуваат закон. И никогаш немате совршен закон. Ама имаме ние тука суфицит од закони, ве молам сега. Ние дури имаме проблем со многу регулатива, со многу институции, кои чисто надлежности многу често се испреплетуваат и доаѓате во ситуација, овој дека, не, ја не сум за тоа надлежен, јас сум до тука. А за тоа е тоа, тој другата институција каже, не, моето завршува тука. И на крај тоа се разбира. И на крај ќе најдете судија со пари од зид. Јас си поставувам прашање дали е тоа. Веќе се сумнам дека е тоа така наивно. Мислам дека дури и свесно некои работи се оставани така, па правиме комисии, инспекции, институции, совети. Кој треба на тоа да се знае? Мислам, криминал се знае кој гони. Па играат фудбал, малце со топката, тркалат и тоа. Воред, сакавте да докажете, мислам. А инаку во делот на реформите што кажувате, мислам, па тоа е факт, ние значи според реформската агенда, тоа е во телевизорот гледачите ако спомнете реформи, да само да ви кажам. Да, во Македонија мислам дека во овие 3 децени најмногу че зборе реформа за ова реформа за тоа, а во последниве не знам неколку години е преговарачката рамка мислам предничи тука со однос на само законот за судски совет до сега донесен. Да, еве денеска поминал закон за совет на јавни обвинители. Е засилена улога на советот во постапката за избор и разрешување на јавниот обвинител. Ќе важи ли тоа сега за овој новиот не? Така за сега што ќе се избере новиот обвинител. Јавен обвинител. Ништо нема да законот за јавно обвинител ниту е донесен новиот закон за јавно обвинителство, ниту овој на влада е поминат само. Така да изборот на јавен обвинител си тече согласно постоечкиот важеч
Политичкиот закон, не може да биде поинаку, но зборот ни да, ова ни требаше затоа што навистина мислам јас не знам Советот на јавни обвинители што надлежност имаше суштинска да кажам, така да сега и многу работи треба да бидат регулирани. Што и како е, ќе го видиме законот, како е тоа прочитав дека наводно имало мислење од Венецијанска комисија. Очекувате ли дека ќе заврши во еден нормален тек оваа процедура околу изборот на новиот јавен обвинител? 5 кандидати има, дел од обвинителите ги слушнавме во јавноста, има информации, некои се видоа веќе на таа позиција, некои се рекоа дека имаат квалификации. Што очекувате дека ќе биде пресудно? Тоа ми е прашањето. Па, имајќи во предвид што овие денови, особено откако нели тече процедурата за избори и имињата се објавија на кандидатите, и она што сега во медиумите, во јавноста излегува одредени изјави, па ми личи дека свесно се сакат да се дискредитираат одредени кандидати, така да се плашам дека и овој пат тоа ќе биде максимално исполитизирано и ќе биде фаворизиран еден кандидат. Ќе видиме кој ќе биде. Добро, господин Микиновски, вие што мислите? Ние адвокатите се уште не ни е забрането да коментираме на оваа тема, бидејќи немаме право да аплицираме ни за суди, ни за обвинители, што е жалосно за една демократска држава. Ние треба се примерите, ние треба да состануваме 1/3 од вкупниот број на суди и од обвинители во една држава, иако обвинителите се де факто адвокати кои работат на кривична материја. Хрватска го има решено перфектно, има назначено државен адвокат кој работи и граѓанско и кривично, ние имаме правобранителство. Сме зборувале на оваа тема и мислам дека еднашка треба веќе Маријановиќ викаше кога јавниот обвинител и судијата влегуваат од една врата во судницата, правдата е скока низ прозорец. Така беше? Така беше. Да, така. Така да се уште тие се страшни работи кои се случуваат. Имавме среќа да нашите професори не учат така. Страшни работи, има пракса, има работено во судот, така да за разлика од сегашните кои немаат ни пракса, ни имаат работено во суд. Поентата ми е, ова што се случува околу изборот на јавниот обвинител, Советот на јавни обвинители, Судскиот совет, мислам дека ќе зафати едно цунами и мислам дека таму ќе имаме многу проблеми. Бидејќи 2% недоверба во судството и во обвинителството е страшна бројка. И се дека не се отворат овие врати... Тоа се работи за перцепција, но реално има незадоволство. Се дека нема мерит систем таму, конкретен мерит систем, значи, мерит систем не по број на предмети, по квалитет на предмети. Вие не знам дали бевте од дел од парламентот кога се укина она одредба дека судија доколку изгуби предмет во Европскиот суд за човекови права треба да биде разрешен. Тоа беше 2017. Бевте член на парламентот? Не бевте? 2018 август. Така. Значи 2017 таа е една добра одредба, значи мора овој систем да има коректив, да има добар надзор, во смисла надзор, не извор. Надзор од кого? Да, надзор од Европскиот суд за човекови права. Значи во смисла таа беше добра одредба од надзор. Ако изгубите вие предмет, ако сте повредили одредено човеково право, не заслужувате да бидете судија. Да, но нели дел од партиите што бараат да се воведе и за судиите да одговараат за донесена одлука, дека тоа требало и уставни измени. Тоа треба да има негативни поени, негативни оценки за судијата, но дека треба баш да биде разрешен затоа што тогаш автоматски сметам. Тоа е пример од Романија, значи ние не го поминуваме тој пат први, значи знам дека Романија го има тоа. Тоа го има. Во се прочистува, мора да има прочистување. Вие ако сте повредили одредени човекови права низ одредена поставка, треба да си одите. Не сте за тоа место. Јас не велам да нема одредени консеквенции, но мислам дека мислам дека е преошто тоа да веднаш биде разрешен. А што треба да му дадеме втора шанса? Одговор. Значи имате дисциплинска одговорност, може да ќе има негативни поени во оценувањето. Мокта на еден судија е огромна. Ако повторува, мокта на судијата е да се меша во туги животи, се битово да го пренесеме кон гледачите и да одлучува за туги судбини. Така е. Треба да биде казнет доколку направил
значи престап во одредени Јас не права велам вака и да биде казнет да не се занимава со таа професија. Да не се Јас не можам разбереме да ги разберам погрешно. овие Јас не велам поетски дека изрази. судиите не смеат треба да бидат недопирливи, да не треба да бидат казнувани. Па тие и се Апсолутно. недопирливи. Нивниот имунитет е доживотен, а имунитетот Ама они имаат, значи, многу погрешно се разбира тоа, мислам, во јавност мора дека Како? нивниот имунитет, да, ти имат имунитет, ама зашто имат имунитет? за За одлучувањето. Така е, во ред. Да, но имаше еве Демократски Има- сојуз, мислам да има таа опција да се направат уставни измени, да би прифатила имат имунитет. Сметате ли дека е во Нема ред тоа, господјо Ванчева? Мислам дека Демократскиот сојуз го има тоа и на последните избори тоа го артикулира, да се направат уставни измени за да можат и судите да одговарат за донесена одлука, затоа што ако таа одлука е погрешна, тогаш веројатно како и секој како што секој одговара за донесена одлука, значи за донесена одлука која што не била согласно законот, тоа сакам да кажам. Значи, едно е, ако се во постапка Веројатно има таму и некои финеси, меѓутоа сепак некакви гаранции за тоа дека е очигледно дека свесно повредил закон и со тоа предизвика оштени последици, тогаш апсолутно, меѓутоа да одговор. Мислам, не знам што е наме затоа што одговорноста тогаш ќе дојдеме во ситуација да не знам кој ќе сака да биде судија и кој ќе сака да Па донесе веројатно тие што пресуда. сакаат да судат по закон, претпоставувам. Во ред, да одиме А за далеко од тоа дека, мислам, не треба, значи, јас знам дека и кога сум студирала и кога сум ја почнувала кариерата, дека кога ќе се кажеше судија, тоа беше сериозно, значи многу сериозно. Значи јас како млад адвокат кога сум влегувала, значи и во ходник кога ќе сретнам, тогаш не беше дозволено и во тогашен окружен и во Врховец може да се качи, меѓутоа во ходникот далеку кога ќе го видиш судијата застануваш во став мирно. Мислам, тоа било почет, ама имало зошто се почет. Денеска, например, забрането е, не сме судија со адвокат да се види со... Видовме еден последен случај, господјо Ванчева, кога го спомнавте, нели, судијата апелацијски, нели, наводно таму имало 350.000 евра во зидот на куќата, сад тоа се истражува и така натаму, сега сепак да има и презумција на невиност, да видиме како ќе заврши. Предходно тој беше поврзан со еден адвокат, предходно правобранител, каде што заради влијание биле земени средства, така натаму се истражува тој случај и сега низ некои такви примери на поединци дополнително мислам дека се влошува довербата. Па нормално, знаете што мислам тие фрлаат многу тешка љага на целото правосудство. Ви имате, мислам, жалосно е затоа што има и обвинители, и суди, па мислам секаде имате, видите, и во филата адвокати кои што не работат баш согласно законот. Ама не можеме цела професија. Знаете, судиите се корумпирани, генерализирање на цела професија. Не само докторите се корумпирани. Тоа е многу. Тогаш самите ние си ги рушиме институциите, а говоревме за државност, говоревме за суверенитет. Ние мораме... Но можат ли самите суди да се изборат за својот интегритет и за независност? Тоа не е сега. И да му дадеме збор после најавно. Тука има две работи. Едно е што ние дозволивме да влезе во правосудството, да влезат луѓе ниту доволно обучени, значи подсомнителни, не знам више што да кажам како некои од нив не знам како воопшто завршиле правен факултет и положиле правосуден испит, но некои па отпосле како ги примија некаде па ги завршиле. Но уште пострашно е, а тие се покаже што кога немаш интегритет, етика, морал, интегритет, тогаш, мислам, тогаш си порозен и на тргување со влијанија, политички влијанија, бизнис влијанија, на секакви влијанија. Како и да е, интегритетот се докажува и низ донесените одлуки во работењето, така да мислам дека меѓу себе судиите, обвинителите знаат кој е честен, кој работи имаме суди и обвинители кои што целиот свој живот и сега мислам апсолутно немаат ниту една дамка во нивната. Ние како адвокати сите ги знаеме. Сите ги знаеме.
И точно знаеме кој е подложен, кој не е подложен, кој е стручен, кој не е толку стручен, но клучното е се И кој знае. зашто е стручен. Добро. Господин Менкиновски? Сметам дека мерит системот е најважен во правосудството и во обвинителството и во државното правообвинителство. Апсолутно. Па тоа е тамо Имаме ли мерит систем? Не, Ово знаат со колку Академијата предмети. за суди и јавни обвинители, тоа мислам дека нигде нема такво ништо. Ова е веројатно некој експеримент. Експеримент на Европска унија. Добро. Ама нема во Европска унија, тоа сакав да речам. Има, ама не во таков. Има, ама значи јас уште тука се согласувам, моето мислење за Академијата уште самиот почеток кога се воведуваше беше дека Академија треба да има, ама не во ваква форма и да биде единствен влез. Која што гледа политичките партии многу се околу неа ангажирани. Од целата таа е тесно грло на така наречена елита, значи, за прием на луѓе кои не знаат дали ќе бидат обвинители или суди, кога ќе завршат. Значи, тоа е глупоста на таа глупоста е што ние прифаќаме се од треторазредни правници во Европа, којто не може во Европа да биде слушнат, доаѓа во Македонија како експерт и овдека ги лечи своите фрустрации. Ние не си измеривме дали ни одговара таа Академија или не ни одговара. Да, Академија со текот на работата треба судиите да се образуваат, како и дипломатите што треба да се образуваат, значи и професорите и во образованието треба да има такви академии кои ќе го следат. Значи ние не треба да измислиме нешто. Но не да биде услов сега за да се влез. Да, тоа сакав да кажам. Значи тоа тука беше трикот, значи трикот беше. Затоа што се неправдани голем број луѓе кои што не можат да влезат во таа академија и тука е кругот затворен. Добро, при крајот на емисијата сме, сепак сакав да го слушнам вашиот став како интелектуалци. Имавме блокади пред собранието, дел од претениците ве се пофалија дека дошле пешки, некои дека и почесто доаѓале пешки, веројатно ако немале место каде да се паркират. Очекувате ли дека некако ќе се договорат во тој трипартитен совет, влада, синдикат, работодавачи за зголемување на минималната плата? Јас само ќе кажам дека токму за тоа социјалниот диалог е клучен во мен и мора да биде клучен и е обврска. Значи трипартитниот диалог затоа е воспоставен. Значи тука е владата, да, но тој треба да биде искрен, претпоставувам, искрен каде што треба да се стави се, да се види колку се може и колку треба да се. Ама тоа и треба секој искрено да влезе во диалог, во преговори, искрено се навлегува со сите факти. Какви се овие преговори кога доаѓа синдикатот, сега да не ме разберат погрешно, доаѓаат однапред со 600. Значи, пак немало зашто постои тој трипартитен договор? Тоа мене сега не јасно, еве ја не сум политичар, па објаснете ми. Па се не знам, јас не ги знам деталите, не знам колку пати се, меѓутоа знам дека ова прашање значи не е последниот месец дена за зголемувањето на минималната плата. Генерално зборувам и тоа се случувало и претходно. Значи ова за 600 евра излезе сега пред нова година, ако не се. Пред 2 години беше 450 евра. Значи секогаш така се истапува. Треба ли да седнат да се договорат да видиме колку сме моцни, можеме ли да поделиме толкава плата? Што ќе значи тоа? Тоа е според синдикатот, има таа улога, значи тоа е според синдикатот. И се вела, ние сметаме дека треба толку. Тука е владата, тука се работи и тие треба на една маса да седнат. Не, сакам да кажам, излегуваат во јавност и кажуваат толку. Нели треба претходно таму да седнат па да се договорат, предпоставувам, сега не знам. Не, они се ги држат своите. Тие си имаат своји видувања, своји анализи и своји пресметки, вика според синдикатот. Треба никако јавност да ги знаеме. Апсолутно ја поддржувам. Не, затоа што има стварно дилеми, сега не е. Со 26.000 факт е дека не се живее и дека е тешко. Никој не го спорува тоа. Но тоа што го бара 36, мислам дека се илјади, треба да рационално да го кажат и да кажат зошто, од кои причини, како, не можете вие. Дури владата според мене не постапува исправно, нека се договорат. Па нема да се договорат, како ќе се договорат? Не, владата не може владата да се иземе тука затоа што реков трипартитен договор. Владата има. Не, владата треба да ги притиска, претпоставам како медијатор за да се договорат на некој начин. Рацете и вели нека се договорат работниците со работодавачите. Не можеме однапред да излегуваме со толкава ми е желбата. Јас се сакам стварно 2000 евра плата. Мислам, знаете што, не е прв пат, значи излегували претходно синдикатот сива, сакаме толку, но ќе се седне, ќе се разговара и на крај ќе дојде до заеднички јазик.
Јас очекував дека овој пат ќе биде Значи така. во Македонија Но, се за жал, политизира. Овдека немаме ние Имаме критична дебата интервенција. колку се може, Имаме интервенција. колку се ставовите Да. на едните и на другите. Значи кај нас се политизира. Опозицијата секогаш и ВМРО претходно мора да се даде. Не е така. Јас мислам дека не е така. Гледајќи ги протестите не видов ниту еден од Ниту сакам да ја бранам владата. Мислам дека треба на разумна основа да се договарат. Да. Јас гледајќи ги протестите кои ги снимавте денеска не видов ниту едно лице од Непал. Ние увезуваме работна сила моментално. Значи треба малце посериозно да се не да се политизираат многу Значи треба работи. малце посериозно од сите тројца партнери, да. Видите, тие не можеме така, сега мислам да говориме зошто нема од Непал. Тие сигурно нема да протестираат и тие доаѓаат тука превремено тие се да замена работат. превентива за работната сила И во Македонија. од тука одат веќе за Хрватска и за нагоре. Но како Тие се иде? работници кај нас. Но Кај нас- како иде? Кај нас, Завршувам. еве, кога Не- сме на темата суди, Знаете што? еве, вие сте адвокат. Мораме Судиите да си делат завршиме К-15, така? Да. Добре. Па не ли е срамота да се дела К-15? Ако е избран и именуван функционер, има ли право на К-15? Па избрани менуван функционер не. Па, нема. Добро, да не се разбере погрешно. Не, Значи, не, мојата не, интенција не, беше не, да седнат не, сериозно синдикатите, владата Значи, и меѓутоа, работодавачите да се независен договорат. буџет, Мислам дека е независно доволно располага од со протести и средствата. блокади. Мислам дека мора решение да се најде. Ви благодарам многу. Да, мора решение да се најде, но јас тоа интерес на сакам сите. не можеме, ако не може владата, тоа сам, не може владата ги трга да ја Ја трга знаете она одговорноста. поговорка, дедо ќе ми Крај. купиш не знам што, е во вторник, дедо, па Значи, во петок. мора Значи, да се мора седне, да се бидејќи договорат. Или се може, или не се Знаете може. што, кога се вели дека 66.000 се потребни според нели Не, апсолутно, не велам јас дека не треба да се Не може зголеми. владата да каже договорите се со работодавачите. Не треба да се договорат Значи сите три тоа партнери. не е одговор. Да, секако. Ви благодарам многу на Тони Менкиновски и Снежана Калеска-Ванчева. Почитувани ви благодарам што не следите. Пријатно.